Американскиот рапер и музички продуцент Кање Уест и неговата поранешна лична асистентка Лорен Пишота постигнале судска спогодба во случајот што таа го покрена против него поради наводно сексуално вознемирување. Според судските документи доставени до судот во Лос Анџелес, спогодбата била постигната на 23 јули, а барањето за повлекување на тужбата треба да биде поднесено во рок од 45 дена. Во документите се наведува дека договорот е безусловен. Пишота го тужеше Вест во 2024 година, тврдејќи дека била отпуштена откако тој и испраќал сексуално експлицитни пораки и видеоснимки. Во тужбата таа наведе дека раперот се самозадоволувал во нејзино присуство за време на престој во хотел, пошто продолжил да и испраќа вулгарни пораки и видеа. Дополнително, Пишота тврдеше дека Вест ја принудувал да конзумира наркотични супстанци за време на сесија во музичко студио. За сега не се објавени деталите од постигнатата спогодба, ниту дали некоја од страните признала одговорност. Натали Портман одбројува до породувањето, а сега објави фотографија на Инстаграм и ги воодушеви обожавателите со еден потек. Во април оваа година Натали Портман ја откри веста дека францускиот музичар Тонги Детабл и таа го очекуваат своето прво дете, што беше големо изненадување за јавноста. Во интервју за списанието Harper's Bazaar, актерката потоа се осврна на многу теми поврзани со деловниот и приватниот живот и не криеше дека повторно срегна во љубовта откако нејзиниот прв брак се распадна по 13 години. Сега се огласи на Инстаграм за да му даде до знање на светот дека одбројува до своето трето раѓање на 46 годишна возраст. Натали позира на балкон, држејќи го трудничкото стомаче. Носи оверсајз сина кошула и златни додатоци. Ги броиме деновите додека не те запознаеме, кратко напиша актерката. Вчера нашиот познат пејач и член на дуото ДНК Владимир Блажев Панчо требаше да го прослави својот 47-ми роден ден. Наместо роденденска прослава, неговите најблиски пријатели и колеги го одбележаа овој ден со сеќавање на човекот кој остави длабока трага на македонската музичка сцена. Панчо го загуби животот по трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани. По несреќата, тој неколку месеци се лекуваше во скопската болница Систина, но за жал неговата борба заврши трагично. Освен што музиката и пеењето беа неговата најголема љубов, Владимир Блажев беше познат и како еден од најуспешните диџеи во Македонија. Под името DJ Shorty P, тој остави свој белек на клубската сцена, а беше и дел од продукцијата Sure Shots, каде што со години создаваше и споделуваше музички моменти со своите колеги. Во црквата Света Софија денеска во 21 часот во рамките на француската вечер на Охридско лето концерт ќе одржи квартетот Хермес во состав Омер Буша виолина, Елисе Лео виолина, Лој Јунг Хсин Чанг виола и Јан Левионоа виолончело. Квартетот Хермес, именуван според познатиот гласник од грчката митологија, својата музичка уникатност ја градат преку тоа што се обидуваат да бидат проводници на музичките идеи на композиторите и нив да ги спојат со сензибилитетот на публиката. Нивниот идентитет го градат преку бројните патувања и настапи на секаде низ светот. Карнеги Хол во Њујорк, забранетиот град во Пекинг, Вигмор Хол во Лондон се само некои од местата во кои настапиле и кои суштински влијаеле врз нивниот развој како ансамбл. Настапуваат на фестивалите во Нант и во Рок Антерон, во Мекленбург, Форт Померн, на фестивалот за камерна музика во Мантова и на фестивалите во Мароко и во Холандија. Квартетот е формиран во 2008 година на конзерваториумот во Лион, каде студирале со членовите на квартетот Равел, а подосна се усовршувале низ соработките со квартетите Изај и Артемис, како и со Еберхард Фелц и Алфред Брендел.